2 недели по страотната трагедија во Кочани, денеска 6 пациенти се враќаат во земјава од лекување во странство, кои биле хоспитализирани во клиничкиот центар во Ниш и ВМА Белград и еден пациент од Италија. Тие ќе бидат примени во здравствени установи од кои биле испратени и согласно повредите. Според податоците на Министерството за здравство, кај останатите пациенти во странство кај дел има подобрување, додека неколкумина се уште се интубирани и во потешка здравствена состојба. Во здравствените установи во државава се хоспитализирани 16 пациенти во добра општа состојба, 6 во ГОП 8 септември и исто толку на клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, кај кој беше направена трансплантација на кожа. Сите се во добра општа здравствена состојба, локалниот статус е во подобрување и истите се подложни на редовни преврски и редовни контроли во однос на лабораториски анализи. Така да нивната состојба можем да кажем дека е стабилна, да. Дали се очекува прием на нови пациенти? Говорам за пациентите кои беа хоспитализирани во странство. Да, имаме најава дека еден од пациентите од соседна Србија, мислам од Ниш, дека би требало во текот на денот да се врати со медицински транспорт од таму, така да спремни сме за негов прифат и понатамошно постапување во зависност од неговата здравствена состојба. Во приватните болници се хоспитализирани 4 пациенти. Во моментов на клиниката за токсикологија нема хоспитализирано пациенти, за прием на нови кои се во странство и кои би требало да го продолжат лекувањето во земјава, се очекуваат дополнителни информации. Од завчера имавме прием на 4 пациенти од кои 3 ги пуштивме после обсервација од 24 часа. И една пациентка ја задржавме уште 24 часа и направивме некои дополнителни клинички исследувања. Меѓутоа, пошто сите исследувања беа во референтни вредности и незе во тек на вчерашниот ден ја пуштивме на домашно лекување, така да денес на клиниката немаме хоспитализирани нити обсервирани пациенти. Во меѓувреме за пациентите кои се на домашно лекување во Кочани ќе продолжат да се испраќаат мултидисциплинарни тимови составени од пластични хирурзи, психолози и психијатри.